Земјоделците од Куманово, Липково и Старо Нагоричане значително се заинтересирани за поднесување апликации за финансиска поддршка од програмата за спроведување на интервентниот фонд, соопштија денеска од регионалното одделение од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Барањата за финансиска поддршка за вештачки ѓубрива ќе се поднесуваат најдоцна до 31 мај годинава, а барањата за несилки до 30 април. Раководителот Џабир Рамадани посочува дека поголем интерес има за вештачко ѓубриво во однос на несилките. 190 милиони одат за несилки за кои многу е упростено со една обична барање и доказ од ветеринарна станица за бројноста на тоа и се поднесува до платежна агенција. Додека за вештачки ѓубриви кои идат за поределство, за производство на житни култури, пченица, јачмен и пченка и сончоглед, имат во софтверот на платежна агенција имат градено посебно барање кај кое се прикачи и фискална сметка односно фактура за купеното вештачко ѓубриво. Интересот на земјоделците можем да кажем дека е доста голем. Доаѓа тука, сака да имат информации за да не евентуално да не грешат при постапка за поднесување и така натаму. Меѓутоа доаѓа секој ден и веќе е почнато со апликација на тие барања. Овие барања за субвенции, за директни плаќања, за се, кога се вградија, тие бреа наменети за земјоделци од дома да поднесуваат. Меѓутоа, ние знаеме, претежно повозрастните се бават со земјоделството, така да претежно доаѓаат кај нас, не претежно, него мнозина од нив, и помагаме на сите можни начини. Сте сведоци, кога се однеднаш се покачија цени на вештачки ѓубрива. И тоа за земјоделците доаѓаше како бум. И сега се можеме да бидеме искрени, малку се чувствуваат порелаксирани дека ете нешто ќе се помага и тоа како што е речено дека многу брзо ќе се реализира тие. Одма при апликација на тоа за кратко време ќе бидат пуштени пари на сметка на земјоделци. Вистината на финансиската поддршка изнесува 4000 денари по хектар за пченица и пченка за користено гранулирано ѓубре, односно 2500 денари по хектар за јачмен и сончоглед. Вистината на финансиската поддршка изнесува 400 денари по хектар за користено течно ѓубре. Исплатата ќе се врши еднаш неделно по обработка на примените барања. Според агенцијата, барањата за финансиска поддршка за одгледување несилки ќе се поднесуваат со рачно пополнување. При тоа треба да се достави потврда за бројна состојба на кокошки несилки издадена од официјален ветеринар. Вистината на финансиската поддршка е 60 денари по несилка.